Денес во општина Газибаба ги доделивме решенијата за субвенционирање на граѓаните за набавка и поставување на сончеви колектори. Оваа мерка представува инвестиција во иднината, во почиста животна средина и во енергетска ефикасност за нашите домаќинства, информираше денеска градоначалникот Бобан Стевковски. Според првиот човек на Газибаба, со овие субвенции директно се намалува загадувањето, се поттикнува употребата на обновливи извори и се подобрува квалитетот на воздухот. Сончевите колектори се едно од најодржливите решенија за затоплување на водата, со што се намалува потрошувачката на електрична енергија и фосилни горива, додаде Стевковски. Покрај субвенциите за сончеви колектори, општината обезбедува финансиска поддршка и за набавка на инвертер клима уреди, печки на пелети, велосипеди, чистење на оџаци и вградување на уреди во возила. Како општина остануваме посветени на принципите на одговорно управување и работа во интерес на секој граѓанин. Преку овие практични мерки го подобруваме квалитетот на живот и ја градиме Газибаба како модерен, зелен и одржлив урбан простор, велат од општината. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски ја сподели ситуацијата од терен околу изградбата на паркот во Радишани, односно дека тој се гради со забрзана динамика. Населба Радишани добива модерен парк кој ќе се простира на 10.000 метри квадратни, од кои околу 6.000 метри квадратни ќе бидат зеленило, 4.000 метри квадратни површина за пешачење, одмор и огромно модерно детско игралиште, истакна Костовски. Првиот човек на Бутел додава дека оваа инвестиција изнесува 20 милиони денари, зашто воедно се заблагодарува на премиерот Мицкоски и владата на Република Македонија за поддршката. Инспекцијската служба на општина Газибаба при сеопфатна теренска акција пронајде локација во непосредна близина на Трубарево, од која се ширеше густ бел чад. При увидот на лице место утврдено е дека од страна на непознат сторител била истурена и запалена поголема количина отпад. Делови од возила поминати на преса, информираше преку социјалните мрежи градоначалникот Бобан Стевковски. При горењето се ширеше неподнослив мирис на изгорена пластика, кабли и други штетни материјали што директно го загадуваат воздухот. Локацијата е тешко пристапна, но токму затоа заедно со природата на отпадот јасно укажува на намера. Нарачан, свесен човечки чин со огромни последици. Оваа локација е директен причинител на загадувањето и непријатниот мирис кој ги погоди граѓаните од делови на Газибаба и аеродром во изминатите денови, истакна Стевковски во објавата. Градоначалникот посочи дека синоќа екипите на јавното комунално предпријатие Газибаба и инспекцијата биле и останале на терен, се додека целосно не била расчистена локацијата. Тој додаде дека си го одржал ветувањето, односно дека успеале да го пронајдат сторителот. Вчера во општина Кисела Вода се одржа традиционалната манифестација Коријада 2025, која беше организирана од Сдруженијето на пензионери на општина Кисела Вода. Собраните средства ќе бидат наменети за семејствата на настраданите од трагичниот настан во Кочани. Настанот кој веќе години наназад го збогатува културниот живот во општината прерасна во нејзин символ. На штандовите, посетителите имаа можност да купат вкусни бели печива, подготвени лично од членовите на Сдруженијето. Средствата собрани од продажбата оваа година ќе бидат наменети за семејствата на настраданите и повредените од трагичниот настан во Кочани. Горди сме на нашите пензионери кои покрај годините со неисцрпна енергија, ентузијазам и хуманост го збогатуваат општествениот живот во Кисела Вода. Коријадата не е само манифестација на традиционална кујна, туку и символ на солидарност, култура и човечност. Општина Кисела Вода и понатаму ќе стои цврсто за ваквите иницијативи, кои не само што негуваат вредности, туку и оставаат вистинска трага во животите на луѓето, порача градоначалникот на Кисела Вода Орце Ѓоргиевски. Во изминатиот период на територијата на општина Аеродром, за жал се забележува зачестена појава на оштетување на урбаната опрема, детски спортски игралишта, канти за отпадоци, клупи и летниковци. Ормарите за осветлување и светилките на јавните површини информираа денеска од локалната самоуправа. Со ваквите вандалски постапки не само што се предизвикуваат финансиски трошоци кои ги плаќаат жителите, туку што е уште пострашно се загрозува и безбедноста на граѓаните и секојдневното нормално функционирање. Апелираме до сите да ја почитуваат јавната инфраструктура, да помогнат во зачувувањето на незината уредност и безбедност, велат од општина Аеродром.
Воедно таму ги охрабруваат граѓаните да пријавуваат какви било случаи на вандализам и оштетувања до надлежните служби. Само со заедничка грижа и посветеност можеме да имаме сигурно обкружување, без ризици од несакани повреди и други последици, велат надлежните. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми разум тесни. Вечно